Почитувани, добар ден. Да ви честитам прво среќа во новава 2026, за мене 7535 година. Да ви посакам се најдобро вам и на вашите семејства, успех, среќа и така натаму и така натаму. Денес сакам да зборувам за геополитички работи, затоа што гледам дека во нашава ни мила татковина геополитика е измислена именка. Ќе почнам од 1980 година. Тогаш бевте средношколец, прва година средно. Имаше илустровани политики излегваа. Читав и тогаш доста. И ми падна на илустрована политика во која што во Америка во 1980 година се изгради еден чуден споменик од чуден инвеститор во близина на градот Елмертон, Евертон, како се вика, не знам точно, во Џорџија државата, кој што беше висок 5,5 метри и на кој што имаше запишано 10 чудни заповеди. Првата заповед му беше да се сведи човештвото на 500 милиони жители во 1980 година. Тоа се случуваше. Сега од тогаш помина 46 години. Споменикот беше од денешна гледна точка гледано изграден од глобалистите, кој што јасно си кажа што следи во агендата 2020-2030. Ние некаде сме на 7-8 етапа од нивниот план. Последниот, знаете, не очекува сега енергетска криза, не очекува глад. Последната 30-та е трансхуманизам во 30-та година. А 9-та точка е да прекратат да се раѓаат деца. Односно, додитме младите брачни парови кои што сакат да имат деца, додат прво ги проверат дали се подобни за да имат деца, дали се материјално способни да имат деца и да се одберат какво дете ќе сакат од лабораторија. Тоа е агендата на глобалистите. Секако треба да не сведат прво на златна милиарда, како што викат. Малци изгледа му се видоа 500 милиони жители на болните умови и сега сакат некаде да не направат милиарда. Жалам тоа што не го гледате, што за вас е едноставно теорија на заговор, меѓутоа постапките нивни укажуваат дека лицето кој што го гледате во вашите телефони е во право. Светот го водат 12 банкарски фамилии кои што немаат нити вера, нити раса, нити боја на кожата, нити ги интересира политика, нити ништо, ги интересира да имат што и што поголем капитал. Тие 12 фамилии се раштркани низ целиот свет, инфилтрирани се, ќе ги видите како англичани, како американци, како руси, како шпанци, како французи, како се и се што, меѓутоа ги врзува една иста болна точка, поданици на ѓаволот. Најголемата мана на ѓаволот е што пред да направи било што го кажува тоа што сака да го направи и излегува според неговото. Свето не знам колку има, 180-190 и кусуро држави, за да и контролират сите 190 тешко е, затоа глобалистите, односно тие 12 фамилии, одлучиле светот да го поделат на 3 воено, економско, политички зони или региони.
Не тресам глупости. Едноставно ги гледам работите, ги читам нивните агенди и ви пренесувам. Ваше е дали ќе, не мора да ме разберите, него ваше е дали ќе се обидите да прогуглате и да го пронајдете она што ви го зборувам. Значи, во блиска иднина, како што рачунат глобалистите тие, до 30 година треба да има единствено само 3 големи воено, економски и политички групацијски зони, реони. Светот си е поделен на 3 суперсили, кои што меѓу себе не се кловкаат, се обидува, знај, се касаат како куче со куче, меѓутоа не се јадат. Трите сили, супер светски сили, се Русија, Америка и Кина. Како си го поделија светот? Жала ми тоа што не го гледате. Еве ќе ви кажам како си го поделија светот. Јужна и Северна Америка ќе биде на Америка, на нашиот стратешки партнер, цела. Ќе биде Нивни Гренланд и толку. Кина ќе држи Азија и братски си ја поделија Африка со Русија. Јужниот дел од Африка ќе биде кинески, а северо-западниот и северниот дел, односно Египет, Алжир, Турис, Мароко, Либија, Ливан и така натаму, Либија, ќе бидат руски. Европа, за жал, ќе ја снема, а бидејќи и ние сме во Европа, ќе не снема и нас како држава. Сето тоа ќе биде под руска чизма, руско влијание. Сега, трите големи воени сили ќе бидат гарант, како што си кажуват тие, за мирот, стабилноста и контролата врз популацијата. До 2030 секако оние кои што ќе останат живи, ќе бидат полни со нанотехнологија, која што првиот пат се обидува да ја вметнат во вакцините преку МРНК технологијата. Не му успеа, например мене, не успеа да ми вметнат таква технологија, меѓутоа наредниот пат ќе биде нивниот обид успешен. Во нашите тела, во нашите крвотоци ќе вметнат нанотехнологија која што преку компјутер ќе ги контролира нашите организми. Едноставно непослушните како мене, танк преку тастерот ќе не исклучат, ќе заминам од инфаркт, од брз рак, или од нешто мозочен удар и така натаму и така натаму. И тие нема да се смират се додека не дојди нивната златна милиарда. Веќе се спремаат за нуклеарни удари, ќе ви кажам и градовите кои се. Оцката, која што е на глобалистите во моментов, е сконцентрирана во Лондон Сити, во Ватикан и во Нью Йорк. Во Нью Йорк дури му изградија и црква на ѓаволот и легално одиш и си се молиш на ѓаволот и сето тоа е дозволено во името на демократијата. Глобалистите имат многу планови. Откако ќе го поделат светот на 3 зони, дури тогаш ќе следи главното, откако веќе ќе заживе и контролата нивна врз популацијата, тоа ќе преминат на најглавното. Сите 3 зони ќе се обединат и ќе има една држава светска, со една влада, со еден јазик, со една вера и така натаму и така натаму. При тоа, оние што ќе останат, милиардата, ќе бидат трансхуманоиди, односно луѓе, кои што ќе бидат пола луѓе, пола
роботи, затоа што веќе ќе царува во ними нанотехнологијата. Тие ќе им бидат едноставно како робови, како слуги, како да ви кажем на овие 12 што се горе фамилии, како слушатели, ако ме слуша некој, воопшто, ако го гледа ова видео, ќе си речат, леле, ова дете ево забегано. Може би. А што ако е вистина? Толку не гледате што се случува околу вас, медиумите ви сервираат информации кои што едноставно ве програмираат. Але конкретно ќе зборувам за вчера. Му влегоа убојците во Венецуела со хеликоптери, и му го фатија, му го заробија председателот Мадуро. Та поголема смешка, поголема комедија аз неам видено во животот, бре луѓе. Кај нас во Македонија да дојдат, да киднапират било кој, ќе да станиме ние македонците, ќе фрламе со камења и ќе му турниме некој хеликоптер. Меѓутоа, сето тоа е договорено. Договорено е Мадуро, ако треба и пластична операција ќе му направат, не ќе може да го познат. Ние му интересно како да почнат да покорат Венецуела, за потоа лесно се справат со Колумбија, со Куба, со Перу, со Чили и така натаму се до најдолу Мандурас, за да едноставно си го завладеат она што си го замислиле пред половина век. Кога сме кај со што ги подкрепувам овие мои тврдења, целиот свет е задолжен. Некои се презадолжени економски, а некои се помалку задолжени. Ние сме задолжени некаде 8,5 милиарди, 9 милиарди евра. Сад ќе зборувам за големите суперсили. Русија има буџет од 400 до 420 милиарди евра, а Русија е задолжена 285 до 290 милиарди евра. Само 290 милиарди евра. Америка, не знам колкав му е буџетот, огромен кој тие, не може никој да ги прати. Меѓутоа знам колку должи. Америка должи 38.000 милиарди евра или 38 трилиони евра. Да почне да ги враќа, ќе му треба 1120 години, некој педантно израчунал, што значи дека никад нема да ги врати парите. Што ги должи. Кон кој ги должи, веќе тоа е чиста економија и не би сакал да навлегам во тоа. Кина должи од 13 до 14 трилиони евра. Знаете како е тоа, како е долгот? Нема што да јадиш и одиш продавница, ајбе пишиме. Пишиме. Чека вече, колку плата ти земаш? 35.000. Ми ти овде 200.000 си пишанот, кај ќе ми даш мене пари. Брш ќе ти рече, а тука не ти дам појќе пари. Ова продукти да купуваш од кај мене. И најнаш иди до колапс на економијата во целиот свет, не кај нас, во целиот свет. А бидејќи глобалистите го држат и пензискиот фонд, ги држат и медиумите, ги држат и трговската, економската индустрија, држат рударството, политиката во целиот свет, буквално све е нивни и одат на нивната 8 точка да падне економијата, со што ќе се предизвика глад, за да има немири секаде низ државите и да се тепаме. Знаеш, јас ќе се тепам со комшијата ќе се тепа со некој друг комшија и така натаму. Се со цел човештвото се повеќе и повеќе само тоа се намалува. Мои почитувани сограѓани, мои битолчани, па не знам колку пати ви имам кажано дека не трујат од воздух. Гледате дека не прскат од авиони, како комарци. И вие ќе погледнете во небото, ево денес е, например, чисто небо, нема ковид облаци, отровни облаци, меѓутоа тие перманентно, веќе 10 години,
не трујат од воздух, ние сме веќе полни со алуминиум натре. Никој не се запрашува зашто пиеме сокови и другите состои од пластик. Сето тоа за да го отруе од нашиот организам, не крепи повеќе нашиот организам. Гледате, излезете бе, не мора мене да ме вервате, излезете пред црквата Свети Димитрија и видете ги некролозите, каков свет умира, млад свет умира. И уште вие са паметувате, уште дома седите. Лично мислам дека не можеме ништо да направиме за човештвото, меѓутоа ако веќе мора да заминиме свесни, ќе знаеме кој ни е крив, што ни е крив. Ние одиме како јагнина во кланица. Одиме како јагнина во кланица и што си вели, мај Божи мене, касапот ќе ме остави. Тешки времена доаѓаат, следат, ова ќе биде на интересната година од постоењето на човештвото. Ајде уште ова да кажам и прекинувам. Глобалистите си замислија, онака како што сакат да биде нивниот свет. Ние занесени во кладилниците, во политиката, во жените, ако сакате, во материјалните добри и така натаму. Немаме замислено ние каков свет сакаме. Глобалистите знаат каков свет сакат. Ние не знаеме ние. Ние како воло за слама. Ќе ни дат слама, ќе преживаме до утрешниот ден. И така натаму се додека не умриме. Немаме идеја, немаме прогрес, немаме напредок, немаме верба во Бога, немаме ништо, бре луѓе. Меѓутоа, значи глобалистите си сакаат каков, си знаат каков свет си сакаат. Забораваат еден фактор кој што ќе му и помрси сите конци. Фактора се вика Бог. Да, ќе има нуклеарни удари, ќе има големи војни, следат големи војни, и тоа жалам што не го гледате, и украинците не го гледаат, меѓутоа прашајте ги сега. Ќе има големи војни, ќе има големи миграции, може би еве за среќа за прв пат во нашата историја овај простор, балканскиот простор ќе биде одминат од таквите работи, затоа што ќе војуваат големите суперсили. Не му сме интересни ние. И после нуклеарните напади спрема пророците од Киевско-Пештерска лавра, во Киев што се наоѓа, и Света Гора, треба да Путин да биде ликвидиран, затоа што и тој е дел од глобалистите. Страшно ми е жал што многу луѓе верват и во Путин, и во Трамп, и во било кој. Во оној момент кога ќе сватите дека не постои политичар на планетава Земја кој што не е под глобалистичка контрола, тоа ќе започнете да размислувате малце поинаку. Од поинаков агол ќе ги прифаќате и ќе ги примате информациите кои што ви ги сервираат медии, Тера, Мера, Сител, Мител и така натаму, директно медиумите. Треба да се роди од Киевско-Пештерска лавра, односно човек кој е роден, меѓутоа треба да излези и да се круниса за цар на Русија. Путин ќе биде ликвидиран. Путин не е ни овај што го гледате Путин. Путин е, како да ви кажам, проект кој што работи и тој за глобалистите, за руските глобалисти и така натаму и така натаму. Кога ќе дојде монарх, ќе биде истовремено и патриарх и цар. Од тогаш ќе започне вистинската борба за православието. Каде ќе се најде Македонија во сето тоа? И тоа некој уредно ни го кажал, го нацртал, го проектирал и само се чека негова реализација. Русија како Русија ќе останат варвари, ќе ги викат тогаш овие од Западна Европа, затоа што нема, Западна Европа ќе крахира. Немат повеќе ресурси, ќе нема повеќе од кај да крадат, ќе се јадат меѓу себе со тие мигрантите, со црците што се ги прибраат таму. И ќе станат варвари и терористи ќе станат. И постојано ќе сакат емигрираат кон исток. Сега ќе се сврти полот. Наместо запад, кон исток. За да има Русија тампон зона, да не биде таа прва на удар, како што се формира Белорусија, сега ќе се формира во многу кратка, во многу блиска иднина држава, втора православна, голема држава,
внимавајте добро, затоа што му ги видов и картите, за жал ми ги избриша, директно ми ги избриша од компјутер во време на короналниот период. Во таа држава православна ќе влегват Чешка, Словачка, Романија, Бугарија, Црна Гора, Босна, Македонија, Грција. Меѓутоа, внимавајте. Грција ќе биде напикана таму, во Атина долу. До Солун све ќе биде во православната држава. Бугарија цела има да биде замината, нема да постојат како држава и ние нема да постоиме како држава. Ви звучи чудно. Ви звучи чудно, иако ви кажам дека овај што се вика Орбан, Мелони во Италија и речи го и Вучич, си се договарат како да си ја поделат Хрватска. Не го гледате и тоа. Не гледате дека се прават војни сојузи Хрватска, Албанија, Косово, Бугарија. И тоа не го гледате. Абе, луѓе, јас овие работи не ги измислувам, гледајте малце. Зошто би правеле Хрватска со Албанија и Бугарија воен сојуз? Затоа што ветено му е, а Маđарска да излегува на море. Маđарска ќе биде од Риека до Дубровник. Трст горе од Риека до Трст ќе биде италијанско. Словенија ќе оди во Австрија, во Германија, во некоја си држава таму, некоја кузме како ќе му се виката новата. Македонија, нема Црна Гора, ќе нема Босна, нема Хрватска, ќе нема едноставно Хрватска. Кај нас приматот ќе го имат србите, затоа што наводно биле браќа руски. Меѓутоа, сето тоа ќе биде до оној момент. Внимавајте, многу пати ви јам кажано дека Македонија е почетокот, средината и крајот на човештвото. Ке се случи тука нешто, предчувствуваме едноставно нешто големо во Македонија. Дали тоа ќе биде откривањето на гробот на Александар Македонски, дали тоа ќе биде раѓање на некој нов човек кој што нема да биде антикрист, кој ќе биде повторно син на Бог, овдека на овие простори, кој што на светот ќе му даде бесплатната енергија. Ќе нема нафти, ќе нема струи, ќе нема ова, ќе едноставно ќе добиете бесплатна енергија. Меѓутоа, о том потом. Да не должам повеќе, размислувајте за она што еве на прсено, оно како што може во овие, не знам колку минутки, успеав да ви го кажам. Сите ни посакувам среќа, да останеме здрави и живи и да ги чекаме нашите подобри времиња, односно да го чекаме петтиот свет, кој што ќе биде свет на љубовта, свет на пријателството, свет заедништво помеѓу човекот и Бога.